Добра вечер, почитувана јавност, почитувани гледачи. Драго ми е што сте вечерва повторно со нас во подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите. Во вечерашната емисија ќе се фокусираме на предизвиците и можностите со кои се соочуваат младите во Македонија. Ќе разгледаме како образованието, дигиталните вештини, волонтирањето на младинските иницијативи влијаат на нивниот личен и професионален развој. Вечерва, мој гостин е Борис Шамбевски, претседател на Градскиот комитет при Унијата на млади сили. Борис, добра вечер. Добра вечер, Ангела. Драго ми е што си вечерва дел од подкастот ВМРО ДПМН зборува. Најпрво сакам да им се представиш на нашите гледачи, да им кажеш кој си, со што се занимаваш, што е твојата функција во Унијата на млади сили. Така, ти благодарам, Ангела, на можноста да учествувам во подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите. Иако ти ме најави, ќе кажам уште реченица 2+ за мене. Јас сум Борис Шамбевски, имам 24 години, роден сум во Скопско Ѓорче, студирам на Земјоделскиот факултет агроекономија и рурален развој, средно учев во Орце Николов и тоа баш го спомнувам пошто е периодот кај што јас се убедив во своите десничарски вредности и размислувања и токму во Орце сватев дека политичкиот ангажман за мене лично е единствено само во ВМРО ДПМН. Се зачлени во 2019 после претседателските избори во општинскиот комитет Ѓорче Петров. По парламентарните избори во 2020 добив шансата да бидам дел од извршниот комитет на Сергеј Попов тогаш. Понатаму по 2021 локалните избори, некој краток период потоа ја добив шансата да бидам претседател на Градскиот комитет на Унијата на млади сили и едно искуство кое што ме убедило во тоа дека младите не се само статистика, бројка и неми наблюдувачи, туку се конкретни двигатели на промените во општеството. Зборуваш дека си почнал нели од претседателските избори, па си бил член на извршен комитет, сега си претседател на Градскиот комитет. Сигурна сум, односно те гледаме на терен, дека си доста достапен и исклучително активен. Ке може ли да ми кажеш кои се главните предизвици со кои што се соочуваат младите? Главните предизвици сега, за разлика од пред неколку години, кога би прашале млад човек, веќе не се само економски или образовни причини, туку се дел од еден систем кој за жал го наследивме како политичка структура, кој што не можам да речам дека било несвесно или не знаеле што прават, туку мислам дека токму со целски и плански бил системот корумпиран за едноставно да стане нереспонзивен тој систем и младите луѓе да станат апатични. Тоа беше целта на владењето на СДСМ во изминатите 7 години. Апатични млади луѓе, кога е младината апатична, нормално е сите други делови од општеството да бидат апатични, да ја изгубат надежта дека оваа држава може да биде држава која што сите замислуваме дека е надвор од Македонија. Тоа го постигна во одреден период и нашата борба беше да ги убедиме младите луѓе дека само преку активизам, преку неигнорирање на проблемите, преку адресирање и борење против тие проблеми, една посериозна општествена борба надвор од социјалните мрежи, дека тоа може да се постигне. Тоа се постигна и оваа влада на ВМРО ДПМН токму тоа во оваа година дена го променува. Се бори со корупцијата. Дали за тебе е замисливо пред 4 години мазот мафијата да биде уапсена и изведена пред законот? Дали некој мислеше дека политичари или луѓе блиски до една друга владеачка опозицијска структура или дел од самата власт некогаш ќе бидат приведени кога очигледно има сомнежи за некое нивно делување или неделување спротивно на законот. Тоа беше незамисливо во владењето на СДСМ. За разлика од тоа, ВМРО ДПМН покажува дека владењето на правото и одговорноста кај функционерите е на едно многу високо ниво и со тоа нема компромиси.
Понатаму, другите инвестиции ќе влеземе подетално во текот на подкастот во тоа, но едноставно се врати надежта дека Македонија може да биде држава која што ќе биде компетитивна со нашите соседи, па зашто не и со некои поразвиени држави од Европа. Кажуваш дека пред 4 години и сега се некои работи незамисливи. Каков е животот на младиот човек во денешно време? Животот на младиот човек во денешно време, како и Зборувам сега, моментално. како и сегде, ако ме прашаше пред одреден период од година, 2-3, ќе ти кажев дека е безнадежен. И тоа е една работа која што ја константно ќе ја повторувам. Не смееме да дозволиме да заборавиме дека одредени политички структури целта им беше да ја одземат надежта на младите луѓе. Сите ние знаеме дека живееме во еден високо индустриализиран, високо технолошки развиен глобален свет, меѓутоа ништо од тоа младите не можам да кажам генерално дека не го користеа, меѓутоа многу беше потешко ти нешто да одлучиш да креираш во оваа држава кога гледаш дека државата ти е главен кочничар и саботер, а не ти е главен партнер. Токму тоа е променето. Ништо Немаше никакви услови. Никакви услови. И не само што немаше услови, имаше преголеми административни лавиринти за еден млад човек да превземе активност, нешто да искреира. Токму тоа е променето во животот на младите луѓе. Апсолутно. Не сакам да звучам овде дека гледам со розови наочари, дека се е променето преку ноќ, меѓутоа патот по кој што се движи државата е апсолутно променет. Почнува да се враќа надежта дека ти може да останеш овде, да креираш семејство, да се развиваш во оваа држава и тука да ти биде борбата која што ќе ја водиш. Да не се разбереме дека животот негде е лесен. Апсолутно, како млади луѓе се докажуваме, сме дел на следната генерација која што треба да го превземе и да го води општеството. И тоа не е лесен процес. Меѓутоа, има тоа што се врати кај младите луѓе е перспективноста во државата, надежта за подобро утре, дека вреди да се бориш, да инвестираш, да превземаш ризици и предвидливоста, односно таа стабилност и безбедност во државата, што не беше случај во изминатите 7 години. Проблемот беше што ти не знаеш што утре ќе им текне или на кого ќе му текне дека твојот бизнес е атрактивен. Сите сме свесни што се случуваше 7 години. Тоа не е сега случајот. Активна борба има против таквите чинители и тој закржлавен корумпиран систем кој што сите нас не угнетува, без разлика дали сме млади, средна возраст или пензионери. На еден млад човек за понатаму да може да биде успешен и да се изгради како вистинска личност, еден од најважните сегменти во животот му е образованието. Дали според тебе сегашниот образовен систем, за кој што има исклучително значајни измени, понатаму за нас младите ќе донесе подобар живот во Македонија? Ангела, повторно ќе навратам неколку години за да ги илустрирам. Најлесно да согледаш нешто е преку споредба. Образованието, за жал, има наследено многу сериозни проблеми. Образованието е една гранка во општеството која што нема quick fix, нема преку ноќ, една мерка не може преку ноќ да го смени целото образование. Но тоа мене што ме радува е тоа што од првиот ден се влезе во решавање на проблемите. Додека пред 7 или 8 години Социјалдемократскиот сојуз ветуваше од студентски градови до Мишелин звезди во мензите, до спейс шатли превоз на факултет и се останато, од тоа не видовме ништо. Ги замолувам гледачите да ја отворат страната на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на Facebook, пролистајте 3-4 години наназад и сами уверете се секој дневно какви слики, информации из молба до нас да ги објавиме тие работи за да излезат во јавноста. Од црви во јадењето, од тоалети руинирани, од немање грејење, па студентите ќе донесат грејни тела, па ќе им се одземат тие грејни тела. Катастрофа. Со еден збор катастрофа. Тоа беше ветувањето
Space Shuttle, 23-тиот век ќе го донесеа. Реалноста беше дека не само што една шајка незакова руинира, не можеа да искречат тоа што веќе било направено. За разлика ВМРО ДПМН можеби со своите ветувања, и тоа е одговорно по мене, не ветуваше брда и долини, ветуваше конкретни решенија на конкретни проблеми. И од прв ден од превземање на власта, конкретни чекори има кон тоа. Реновирани се 2 студентски дома, најавен е студентски дом во Штип, нова зграда за факултетот за медицина во Штип, зградите за колегите од Финки и ФФК, кои што се еден огромен број од студентите во Македонија, а за нив испитните сесии почнуваат крај на јуни, пошто мора да причекаат да завршат другите факултети за они да можат да полагаат. Тоа е огромен дел во тоа што образованието тоне. Да не го забораваме студентскиот оброк, кој што исто така беше Субвенциониран студентски оброк се прошири токму во владење на ВМРО ДПМН. И проблемите во образованието не се само во високото образование. Проблемите почнаа со тие нивни експерименти и таа нивна некоја желба, која што јас не можам да ја разберам, едноставно било која инвестиција во образованието да е инфилтрирање на тие волк агенди, ако учебниците по биологија да не бидат по биологија, туку да бидат по концепти кои што се измислени во последните 10 години. И иако не е за фалење, морам да го спомнам тоа. Прв пат оваа година учениците на 1 септември добија книги. Сакам да го покажам после долго време. Поентата ми е да покажеме дека тоа што ќе се каже се стои на зборот. Прехлани им ветија дека на 1 септември најнови книги, најмодерни книги. Во мај добија книги дел од учениците. Тоа е разликата помеѓу ВМРО и СДСМ. СДСМ имаше влада на пиар популисти влезени во кризен менеджмент долг период, додека ВМРО ДПМН има влада составена од посветени решавачи на проблеми, кои што гледаат проблем и го решаваат проблемот. Заедно со младите, тоа е многу битен дел. Заедно со младите, прв пат во оваа држава, студентите директно работат со функционерите од власта на решавање на проблеми. Веќе не се само 5-6 луѓе кои што ќе ги извлечат напред, ќе ги стават на слика. Коавтори се на промените, двигатели се на промените. И тоа е тоа што го покажува разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. И која е одговорноста кај двете партии? Секоја генерација си има своја борба, секоја генерација си нели носи со себе своја приказна за опстанок. Кажи ми, дали сега или претходно генерациите имале повеќе или помалку можности? Ангела, апсолутно и одговорно ќе тврдам дека оваа генерација е генерација со најмногу можности од било која друга генерација во минатото. Поддостапно ни е се, поддостапни ни се информациите, поддостапен ни е глобалниот пазар, меѓутоа, како што спомнав и претходно, државата не беше партнер на младите долго време. Тоа се ни беше нас достапно, но тие можности ние ги гледавме само надвор од Македонија. Бидејќи во Македонија едноставно од страна на државата немавме партнер. Имавме саботер и кочничар. И тоа успеа да го направи СДСМ. Можностите кои што се сега достапни за младите се огромни. Прво и најбитно од се е дека нивниот глас се слушнат од институциите. Втората работа е дека конечно добиваат партнер, конечно има сериозна доверба, владата има доверба во младите и не ги третира веќе како статистика или некој проблем кој што треба да се задржи во државата, туку ги третира како сериозен партнер за развивање на државата. Еве, токму вчера се најави нов оперативен план на владата, кој што опфаќа 40 милиони евра за над 16.000 граѓани. Најголем дел од тие граѓани и тие мерки се до 29 години. Се стимулира само вработувањето, почнувањето на бизниси кај младите. Имаме достапност до светските пазари, а дома имаш поддршка сериозна, се намалуваат административните
лутањето по администрацијата. Се стимулираат младите и со финансиски додатоци се помагаат почетоците на бизнисите, кои што сите бизнисмени тврдат дека суштина е најтешкиот дел, самиот почеток. Дополнително и трошоците за регистрација на бизниси, почнување на своји фирми, исто така ќе бидат покриени од самата држава. Значи, нас не се достапни глобалните пазари, за разлика од другите генерации, кои што било многу потешко, и плюс имаме партнер од државата кој што инвестира во нас, а од друга страна гледаме дека се справува со корупцијата и сме посигурни да превземеме ризици за да креираме бизниси. Но не е ова само за бизнисите. Ги стимулираме младите земјоделци, ги стимулираме младите научници, младите спортисти, уметници. Сите луѓе во оваа држава добиваат одреден стимул, помош и гаранција од државата да ги превземат тие ризици. Затоа би кажал дека оваа генерација ќе биде генерација која што ќе ја направи државата токму таква како што претходните генерации сонувале дека некогаш може да биде од оваа земја. Напоменуваш дека младиот човек сега има партнер, тоа е државата. На кој начин, дали преку како председател на градскиот комитет, во средба со граѓаните, на кој начин гласот се слуша ваш? Одговорно тврдам, и тоа е врз база на искуствата кои што ги имаме во изминатиот период, дека младите луѓе, ако порано морале да се обратат преку не знам какви канали да најдат за да стигнат до луѓе кои што се во одлучувачки позиции за да коригираат некои проблеми, и мора да се мисли вордингот како ќе се каже, па да не се навреди тој што е во позиција да донесе одлука, па ништо да не биде тоа. Денеска има слух. И тоа е многу битно. И јас пак ќе го повторам. Денеска има слух за младите луѓе. Луѓето кои што се во позиција да одлучуваат, отворени се и кон сугестии и кон критики. Апсолутисти во слободата на говорот. И тоа го гледаме во нашата држава. Без разлика што сака да се наметне на социјалните мрежи, дека не знам одредени луѓе биле изолирани или не се слушаат младите, тоа се само постови за лајкови на Facebook. Тие луѓе гледаме колкава релевантност имаат кај младите, показател за тоа е 8 мај 2024. Најголемиот дел од младите покажаа каде е нивната доверба. Сега, таа доверба никој ни на крај памет не му е таа доверба да ја изгуби кај младите. Младите, спомнав и претходно, првпат се во можност да ги креираат политиките и да ги креираат проектите кои што ќе ги решаваат проблемите. Младите се застапени во собранието во огромен дел, во институциите и на одговорни позиции и на позиции кои што се дел од тој систем кој што треба да се движи за да ги решава овие проблеми. Само погледнете ги, од министри, до пратеници, до градоначалници, до членови на совет, до сите избрани и именувани функционери во оваа држава, за прв пат во македонската историја има толку многу млади луѓе. Кои се оние вредности кои младите ги движат? Вредностите кои ги движат младите во оваа држава, повторно ќе ги спомнам, желбата за правда и владењето на правото, кое што после долго време на прв пат е на пат тоа ние да го видиме. Прв пат гледаме дека може да имаме правна држава кај што законот ќе важи подеднакво за сите. Без разлика кој, што, како, каде, од какво семејство потекнува, какви политички афилации има, сите пред законот ќе бидат еднакви. И тоа го покажа ВМРО-ДПМН во само една година. Понатаму желбата за подобро утре и надежта за подобро утре почнува да се враќа кај младите. Да биде општеството залечено од тие рак рани кои што во минатото постоја, да се нормализира дискурсот во ова општество, да нема простор за одредени мрежи за ширење на омраза, говор на омраза. Тоа во оваа генерација на млади луѓе не поминува. И тоа е тоа што оваа држава
под водство на ВМРО ДПМН во изминатата година дена го потврдува дека е подеднакво исти се целите на младите луѓе и на владата. Владата има слух и ги решава овие проблеми. Уште една работа која што не ја спомнав е квалитетно образование кое што нас ќе не направи компетитивни личности на пазарот на трудот. Не како што било во минатото факултетите да бидат едноставно изолирани и да немаат контакт со пазарот на трудот и реалноста која што не чека и да си продаваме идеологии воук или како и да се викаат, туку младите луѓе да ги спреми да бидат луѓе кои што ќе бидат прво високо компетитивни на пазарот на трудот и ќе бидат компетитивни со млади луѓе од други држави, да бидат луѓе со критичка мисла, кои што ќе можат работите да ги проверуваат за себе и да носат своји одлуки, и млади луѓе кои што конечно ќе го залечат, ќе го излечат ова општество и ова општество конечно ќе прерасне во едно здраво општество во кое што, ќе повторам, ќе владее правото, секој ќе има, и тоа за нас како ВМРО ДПМН е една од главните идеолошки цели, односно еднаквост на можности, а не еднаквост на резултати. И држава во која што вредноста на еден човек, квалитетите на еден човек ќе бидат поважни од било каква политичка, етничка, верска, сексуална, не знам каква припадност. Едноставно индивидуата да биде мерена по својот квалитет. Ако продолжи сегашниот тек на настани активности, исполнување на ветувања, каква иднина дочекуваат младите и која е твојата порака до нив? Го спомнав ова и во одговорот на претходното прашање. Здраво општество, високо компетитивно општество, држава во која што ќе владее правото и сите ќе бидеме еднакви пред законот, држава во која што нема да има веќе простор за луѓе кои што собираат политички поени на популизам, на трагедии, на омраза, на тензии. Едноставно тие ќе бидат маргинализирани таму каде што припаѓаат. И држава со иднина која што изгледа многу европски. Така ќе се изразам. Да бидеме компетитивни со младите луѓе во регионот, а и пак ќе повторам, компетитивни со луѓе од по-високо развиените држави на овој свет. И за тоа во претходните прашања и претходните одговори јас гледам дека сме на тој пат. Превземени се конкретни чекори. Ова не е генерација кај што ти ќе можеш да кажеш од утре ќе станеме ова или она space shuttle ќе летаат. Веќе тоа не поминува. Големи, грандиозни ветувања кај оваа генерација на млади луѓе, Ангела, едноставно и ти го имаш тоа видено, не поминува. Конкретни чекори и решавање на конкретни проблеми. Транспарентни политичари, отчетни политичари и влада која што работи за народот. А тоа го имаме, тие чекори се превземени и ќе бидеме генерација која што ќе ги види плодовите и ќе изградиме државата во тоа што генерации пред нас сонувале дека може да биде овде. Мојата порака кон младите е да не дозволиме повторно да западнеме во апатија. Да не дозволиме повторно да се задоволуваме со просечност, да не бидеме медиокритети. Видовме дека со нашиот активизам, со нашето протестирање, со нашето адресирање на проблемите и потоа кревање на глас, но потоа влегување во институциите, креирање на решенија на тие проблемите, и гледање на резултат, на позитивен резултат од кога тие проблеми ќе се решат, видовме дека можеме. Тоа го видовме, сега треба да го докажеме. Сега треба како млади луѓе во партнерски однос со владата да ја изградиме оваа држава да биде држава од 21. век. Да не бидеме веќе застанати со теми од 19. век, туку да државата да ја внесеме сериозно во 21. век. И да бидеме млади луѓе кои што ќе бидеме исти со нашите барања.
Борис, ти благодарам што беше дел од подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите. Беше вистинско задоволство да те слушаме. А вам, драги гледачи, ви благодарам што го следевте подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите и ве очекуваме во наредните епизоди. Ви благодарам.